Мојата презентација G7 стандардите интегрален дел од транспортот и логистиката. Меѓутоа, не само од транспортот и логистиката, туку и од секојдневниот живот, бидејќи G7 стандардите веќе се навлезени во секоја пора на економијата, бидејќи G7 има разбирање за проблемите на индустриите и на сите засегнати страни во синџерот на снабдување. Ги олеснува соработката и комуникацијата помеѓу трговските партнери и нормално другите засегнати страни, како што се регулаторните тела, и ја води координацијата за исполнување на потребите на индустриите и овозможува поддршка во имплементацијата на G7 стандардите. 24/7, бидејќи светот е малку. G7 на глобално ниво е присутна во 115 локални организации. Над 2 милиона компании членки се дел од G7 организацијата. Над 100 милиони производи се означени со G7 баркодовите, од оние најситните до најкрупните единици. И над 5 милиарди единици производи со нивните G7 баркодови се скенираат секој ден на пост-системите. G7 Македонија, како што спомена директорката, веќе 25 години стратешки партнер на македонското стопанство. Над 1200 компании се членки во G7 Македонија и над 100.000 производи се означени со G7 баркодовите, пред се со EAN 13 баркод носачот и еден помодел со EAN 8 баркодовите. И над 1 милион баркодови се скенираат на ПОС во Македонија. На глобално ниво, меѓутоа и на локално ниво, со локални договори и меморандуми за соработка, G7 соработува со Обединетите нации, со Светската царинска организација, со World Consumers Forum, со Светската здравствена организација, со ISO и со НАТО. Меѓутоа и со многу други институции. За да се запрашаме што треба да направиме да си го разлобавиме животот, треба да постојат стандарди. Стандардите се основа за јасна, разбирлива размена на податоци помеѓу компаниите во глобализираната економија. Стандардите помагаат во одржување на трошоците кои се намалуваат за сите стейкхолдери. Бенефитите и предностите на G7 стандардите доведуваат до зголемена товар помеѓу стейкхолдерите, нивна интероперабилност и транспарентност и видливост на процесите. Како што рековме, едно резюме за G7 глобалните стандарди, тие ја намалуваат комплексноста, ги намалуваат трошоците и овозможуваат компаниите да се фокусираат на користењето на информациите, а не на начинот на кој тие информации се прибавени. И овозможуваат развој, имплементација и користење на напредна електронска комуникација за сите играчи во синџерите на снабдување во врска со се во преку системи за електронска размена на податоци, Electronic Data Interchange на англиски или познато под акронимот EDI. G7 ги дизајнира и имплементира G7 стандардите во синџерот на снабдување. G7 ги обединува компаниите кои ги представуваат сите делови на синџерот на снабдување. G7 системот на стандарди е поделен на 3 столба. Тоа се стандарди за идентификација, преку G7 идентификацијски клучеви, преку кои се идентификуваат локации, производи, преку глобални броеви на трговски единици и во фармацијата тоа се сериализираните глобални броеви на трговски единици.
Во транспортот и логистиката, Serial Shipping Container Code, глобален идентификацијски број на пратката и глобален идентификацијски број на товар, или така наречена консигнација. Ги читате нивните акроними, нема да ги повторувам, и не е сега тоа сите заинтересирани ќе можат да ни се обратат и подетално ќе би објасниле што и како, што значи. Потоа средства, тоа се средства, индивидуални средства, од маси, бироа, камиони и така натаму, значи се оно што го посветува една компанија. Повратни средства, тоа се оние средства како палети или опрема за пакување, која по извршената испорака не се уништува, туку се враќа до почетната точка. И други, но исто така битни, кои се глобален број на услужен однос, глобален идентификатор за типови на документи, глобален број на купон, глобален број на модел. Тоа е за автомотоиндустријата, оние техничките индустрии кои предходно ги споменав. Идентификацијски број исто во техничките индустрии, идентификатор на компоненти на дел. Вториот столб е G7 стандардите за прибирање, обработка и обработка на податоци и складирање. Најзначајни нивни представници на овие стандарди се G7 баркодовите, како што споменав, тука се EAN или во Америка се UPC баркодовите, кои идентификуваат основни потрошувачки единици, потоа G7 128 баркодовите, ИТФ за транспортно-логистички единици, кои се аплицираат директно врз картонот, G7 датабар за единици во малопродажбата, како е потребна поголема следливост и делно во фармацијата, G7 дата матрикс во фармацијата, модерните QR кодови и варијантата нивна G7 и QR кодовите, е композитните баркодови и крикот на технологијата, како би рекле помладите, G7 EPC е RFID носачите на податоци кои користат радиофреквентна технологија за далечинска автоматска идентификација и прибирање и обработка на податоци. Размената на податоци би ја поделила на три подстолба, тоа се G7 стандарди за матични податоци, за размена на матични податоци, представена преку глобалната мрежа за синхронизација на податоци, G7 Smart Search, Digital Link, Mobile Read Hero Images. Тоа се стандарди за размена на сликовни податоци, транзакцијски податоци, само накратко за идентификацијските клучеви. Секоја варијанта на идентификацијските клучеви се разликува идентификацијски клуч од идентификацијски клуч по својот формат во базите на податоци, меѓутоа нудат еднозначна и уникатна идентификација на секоја една варијанта на единица. Тие се меѓународни и разбирливи не само во Македонија, туку и Сингапур и така натаму. Безбедни се, бидејќи се има фиксни нумерички и стандардна контролна цифра, а целата символогија се базира на соодветните ISO стандарди. Значи, како што рековме, размена на податоци, прва идентификација со соодветни идентификацијски клучеви, се идентификува секој учесник во синџерот на снабдување со GTIN, секоја единица на производ, со SSC, секоја транспортно-логистичка пратка и така натаму, преку соодветните баркодови, нивно скенирање,
прибирање на податоците, ниво одработка, проследување до соодветните места, каде што понатаму се одвиваат процесите во рамките на секој еден стейкхолдер во синџерот на снабдување и на размена. А сето тоа нуди следливост и автентификација на секоја една страна во G7, во синџерот на снабдување, во синџерот на одговорност и синџерот на собственост. И нормално нуди реколс и ретрос на производите доколку е тоа потребно. Кога дојдовме веќе до следливоста, накратко ќе објасниме следливоста, која значи дека потребни ни се информации за тој производ, неговата историја, како бил произведен, примената на производот, локацијата на секој производ во секоја точка на синџерот на снабдување, а од аспект на производ или услуга, следливоста може да се однесува на потеклото на материјалите, деловите, историјата на обработка, дистрибуција и локација на производот или услугата по испораката. Тоа е дефиниција според G7. G7 своите цели во транспортот и логистиката ги гледа во насока на подобрување на ефикасноста и видливоста на транспортно-логистичките операции на засегнатите страни во синџерите на снабдување преку примена на нашите G7 глобални стандарди, локално имплементирани во Македонија. Ова е архитектура на брендот на G7 транспорт и логистиката, која започнува со идентификација, прибирање на податоците и размената преку своите сервиси и решенија, нуди ефикасност, безбедност, соработка помеѓу стейкхолдерите и одржливост. Ефикасноста на G7 транспорт и логистиката се прикажува со незина примена со G7 стандардите води до 21% процес од утовар до испорака или на англиски lead time in transport and logistics и 42% по-ниски дистрибутивни трошоци. Информациите за пратките во секој момент, тоа ги нудат G7 стандардите за транспорт и логистика, од каде тие доаѓаат и од кога и од каде. Користењето на G7 стандардите дава точни и навременни информации за потребните параметри за следливост. G7 стандардите може да го намалат времето на испорака и до 74%. Во транспортот и логистиката, G7 стандардите, како што споменав, најчесто основен и круцијален идентификацијски клуч е серијскиот код на контейнер за испорака. Контейнер се мисли на контейнер од англиски, некоја на тоа се мисли, не се мисли на контейнери како контейнери, бидејќи контейнерите се еден вид на транспортна единица. Стандарди за размена на бизнес пораки, XML и EAN.com формат. Апликацијски идентификатори, посебно развиени и за идентификација на транспортни единици, и тоа апликационен идентификатор 401 за пратка и апликационен идентификатор 402 за консигнација, како и апликацијски идентификатори кои се поврзани со идентификација на локација кои се идентификуваат преку GS1 или клучот GLN, глобален локацијски број. Како што рекавме, со примена на G7 стандардите, сите чинители во транспортот и логистиката комуницираат преку себе со идентификација на пратките, консигнациите, на средствата, нормално транспортно-логистичките единици. Ова е само едно освежување од најситната потрошувачка единица,
со ИАН 13 или ИАН 8, која се означува спирните единици, например Sixpack од лименки идентификувани со ИАН 13, потоа продажни едини, доколку ваквите кутии поголемите слушат и за ПОС се идентификуваат со ИАН 13, меѓутоа доколку не поминуваат на ПОС, току само во транспортно-логистички операции, тогаш се идентификуваат со ETF 14, кој е застарен вид на баркод и се поредко се користи, ние го препорачуваме GS1 128 баркодот, кој малце подоцна ќе го анализирам малце подетално. И понатаму палетите и понаборните транспортно-логистички единици се идентификуваат со GS1 128 и GS1 логистичката етикета. Логистичката етикета е таа која ја идентификува секоја една пратка во синџирот на снабдување. На неја се содржат податоци за компанијата и податоците за производите, односно артиклите внатре. Се состои од 3 дела: информации во слободна форма, лого, текст и така натаму, маркетиншки информации за компанијата, седиште, адреса, телефони и други битни информации кои сметат дека или побарани на партнерите се ставаат во заглавието на етикетата, информации во форма и текст во вид кој го опишуваат она што е долу прикажано во баркодовите, во нумерички формат се дадени глобалниот број на трговската единица, best before датумот, lot numberот и SSC, и долу е графичката презентација на тие податоци кои всушност тие се оние кои се сканира од точка до точка во синџерот на снабдување. И на тој начин се врши комуникација со тие податоци. Логистичката етикета и SSC се основа за електронска размена на податоци. Накоса само ќе го објаснам на GS1 128 баркода, која е символогија која возможува на повеќе информации во еден баркод. Освен глобалниот број на трговската единица, содржи атрибути, дополнителни, потребни и кои зависат од барањата на партнерите, меѓутоа постои соодветен начин на нивно кодирање. Не се става цифри што ќе ни текнат, ниту може, обично одат 4 до 5 нивоа на податоци или стринга на податоци. Не е наменет за point of sale, тука се користи исклучиво во логистиката. Да. Ова е графичкиот и од логистичката етикета единствено SSC е единствениот кој е задолжителен. SSC е опционален, меѓутоа SSC е оно што идентификува транспортната единица и особено се користи кога транспортната единица е составена од хетероген состав. Нема да навлегувам, ова 3 ниво на SSC, 3 различни палети. GS1 стандардите нудат бројни можности и бенефити во транспортот и логистиката, менеджмент на транспорт, испораки и приеми, менеджмент на складиштата, ВМС, на средствата, менеджмент и на прекограничните процедури. Само накоса ќе навлезам во електронската трговија.
Глобалната интернет продажба според Euromonitor се очекува в 2021 да изнесува дори 1,8 трилиони евра. Последната милја, тоа е концепт во испораката во урбаните средини, испораката на единиците нарачани преку електронска комерција до самите купувачи, концепти на Амазон, на eBay и на така натаму, и на операторите во поштенскиот сообраќај. Поради се поголемиот пратки, со поголемиот број на пратки уведена е базирана на SSSC, на логистичката, на G7 логистичката етикета, базираната цен етикета, која ќе ги поедностави испораките во последната милја. Поради интерес на времето, само ќе ја покажам, ги приметувате сличностите помеѓу G7 логистичката етикета и цен етикетата. Можете повеќе на долниот линк да прочитате. Накој само ќе потсетам на сервисите на G7 Македонија, членство и електронско аплицирање за членство во G7 Македонија, Мој G7 порталот за доделување на G7 баркодови, кон акредитацијата веќе 20 години автентификација на членките на G7 Македонија, софтверот за логистичка етикета е на SSSC, и G7 каталогот заедно со GTIN регистерот и GLN регистерот и леј бројот кој е нов начин за потврди и аутентификацијата на чинителите во меѓусебните финансиски трансакции.